Се чекаат резултатите на 9 нови лица со симптоми на коронавирус. 6 се од Дебар, 1 странец и 2 кои се вратиле од новото жариште на коронавирусот, Шпанија. Примероци се земени од епидемиологот од Дебар, како и од техничарот кој ги земале брисевите на заболените. Во меѓувреме, влошена е состојбата на првата пациентка од Дебар од утрово е на апарати за дишење. Таа е на 66 годишна возраст и е со хронични заболувања. 15 годишно момче е едно од 4 ново заболени пациенти од Дебар и според министерот за здравство, тие имаат лесна форма на болеста. Една пациентка од Скопје, 7 пациенти од Дебар, од тие 7 двајца првите сопружници, во врска со 21 кои што се во изолација во Дебар, и 3 плюс 2 во врска со втората група на контакти во помеѓу членови во семејството, у кое што врска се 24 кои што беа во изолација и 4 кои што сега ги очекуваме да стигнат од Дебар. Значи во тек на денот вкупната бројка на диагностицирани заболени во нашата држава ќе биде 12. Во аптеките во главниот град нема маски и дезинфекциони средства ни за лек. Надлежните креваат раменици. Велат, дополнително ќе излезеле со информации. Знаевме за недостатокот на медицински алкохол заради таа административна нова процедура што е воведена после нова година, па се уште се трошат залихите од претходно и затоа кажавме дека и тој пропил алкохол може да се користи за дезинфекција. Но еве, дозволете да проверам па да излеземе со информација. Нема нови случаи во изолација во Скопје и луѓето што се во карантин се оние што беа на симпозиумот, неблиските, пациентите и колегите, на сега веќе разрешената директорка Билјановска на клиниката за кожни болести.